Швајцарците попуштија, Джисол ке им ги плати парите на транспортерите на Фени кои 2 дена го блокираат влезот на фабриката. Фирмата Евроникел, која е представништво на Джисол во земјава, ќе го откупи долгот кој Нова Логистик го има кон камионџиите. Вкупните побарувања за транспортерите во вредност од 3,1 милиони евра се побарување од Нова Логистик, фирма за која е се поизвестно дека влегува во стечај. Иако е надвор од законските обврски на Евроникел, но со оглед на ситуацијата каде е известен стечај на Нова Логистик, а со тоа дополнително ќе се влоши состојбата на транспортерите, одлучено е да се помогне максимално и да им се исплати вкупното побарување. Влезовите на Фени се одблокирани и фабриката работи непречено, но транспортерите остануваат со своите камиони пред комбинатот. Со Джисол е подпишан само меморандум за разбирање, а не и договор, велат тие. Подпишавме меморандум за разбирање, али договор чекаме да го, да видиме договор, што договор ќе биде, дали ќе биде договорот прифатлив или неприфатлив. Имаме некои недоразбирања. И додека Джисол и транспортерите се пред договор, со соопштение се јави бугарски Минстрој кој е заинтересиран да го преземе Фени. Според нив, во јавноста се објавувале многу шпекулации за нивната компанија, па чувствувале потреба да се обратат до вработените, доверителите, а особено до транспортерите на Фени. Минстрој Холдинг АД даде официјална понуда за 100% исплата на побарувањата на Комерцијална и Стопанска банка на ден, која што вклучува исплата на главница, гаранции, камати, пенали и останати трошоци, како и покривање на трошоците на стечајната постапка. Покрај исплатата на сите доверители, Минстрој Холдинг АД достави понуда до владата и банките дека во наредните 2 години ќе вложи инвестиции од 30 милиони евра за санација на двете електропечки и останатата опрема. Исто така остануваме на официјалната понуда кон останатите доверители за исплата на побарувањата утврдени во стечајната постапка во висина од 100%. Кавадаречки Фени е веќе 3 месеци во стечај. Вкупните долгови кон доверителите се околу 67 милиони евра. Додека стечајната постапка трае, доверителите се согласија комбинатот да му го дадат под наем на швајцарскиот Джисол, кој во понеделникот го рестартираше производството.